Iako temata za narodno-osloboditelната borba vo našата литература се однесува до едно конкретно историјско време, незиното присуство во неа се открива низ еден многу поширок распон. Тоа не е случајно, зашто преточена во литературата, темата за народно-ослободителната борба се открива како една преломна, пресвртна, судбинска тема, единствена во целокупната историја на нашиот народ. Поради тоа, во литературата таа е и една историска, и социјална, и психолошка, и етичка тема, која неслучајно стана стожерна тема на книжевните генерации од различните епохи во досегашниот развој на нашата нова литература. Од оние кои го најавија почетокот на новата македонска книжевност во тешките услови непосредно пред Втората светска војна и најголемиот дел од кои не ја ни дочека слободата се до најновите генерации денес. Широкиот диапазон на темата за НОБ ја условува не само појавата на голем број автори што и се одзвале, туку и карактерот и идејната суштина на нивните книжевни сведоштва. Нашата народно-ослободителна борба, како што е познато, имаше комплексен карактер. Таа го обединуваше и националниот и социјалниот аспект, преку неа се оспаруваше историска синтеза помеѓу вековните идеали на народот за слободен и непречен живот и визионерството на современата класна борба. Ова особеност не можеше да не се изрази и во литературните сведоштва за неа. Минатото, она револуционерното, на еден спонтан и природен начин се поврзуваше со новото и современото, воспоставувајќи го неопходниот историски континуитет, и тоа е така не само кај Рацин, Коле Неделковски и Мите Богоевски, туку и кај новите поети во фазите на оформувањето на нашата литература се до најново време. Се разбира, не секогаш на еднаква основа и не секогаш со исти творечки дострели. Но во сите случаи, темата на народно-ослободителната борба се појавува во улога на катализатор, која ги поврзува минатото, сегашноста и иднината во едно единствено доживување. Измина веќе 32 години од онаа студена есенска изутрина, кога во последните денови од војната, во борба со остатоците на фашизмот, згасна животот на поетот-борец Ацо Караманов. Караманов загина во првите денови на октомври во 1944 година како борец на 4-та македонска народно-ослободителна бригада. Не е вообичаено при саочувањето на вакви личности приказот на нивниот живот и творештво да започне со моментот на нивната смрт. Но во случајот на Ацо Караманов се чини еден таков приод е неминовен. Зашто во моментот кога тој загина, тој имаше се на се 17 години. Караманов, според мене, не беше само еден мощно образован гимназијалец и ентусијазиран скоевец. Тој беше рано определен и мощно рано созреан млад човек и творец, кој сонувајќи чекореше цврсто врз земјата. Пејќи мислеше на иднината и во незино име живееше, делуваше, создаваше. Во заоставнината на Караманов најдена е една мала, потресна лирска песна, во која тој се обраќа кон некој свој непознат другар
и во која пее. И може би ти ке дојдеш тогаш за последен пат на морскиот срт, немочен и студен каде спијам, прераната да е колнеш смрт. А моите усни насмевнати ке бидат, а душата уште ке живее, велам, а очите, верувај, самите ке видат, и пак со тебе се ке делам. Овој оптимизам, овој устрем, оваа вера во иднината, овој нескршлив морал избива од се она што овој млад човек, речиси дете, за време на својот прекраток живот го има напишено. И во неговите борбени, револуционерни, и во неговите социјални, и во неговите интимни, лирски песни, овој оптимизам, еден постојан лајт мотив, една постојана висока животна температура, која ги проникнува неговите стихови на еден најубав и најпотресен начин. Рано определен за прогресот и борбата, ангажиран и вклучен отпорен како напреден младинец из Којевец, во Скопје и во Радовиш, од каде што и потекнува, а подоцна и во редовите на борците на Народно-ослободителната војна, Караманов исцело и со неспоредлив работен елан и се беше посветил на литературата, посебно на поезијата, која тој ја негуваше со страст и систематичност, тешко спојува со неговите години. Со својот рано оформен поглед на свет, својата книжевна ерудиција и несекојдневна поетска дарба, Караманов ги надминуваше далеку сите своји врсници, оставајќи длабоки траги во сеќавањето на своите бројни другари и познаници во местата во кои учеше и делуваше. Во 1963 година во редакција на Радио Епешиć се појавија стиховите на Ацо Караманов во стихозбирката под наслов Црвена пролет. Таа офаќа 39 песни и еден прозен состав кој редакторот го нарече Поетов манифест, но се смета дека за оставнината на Караманов е далеку побогата и поразновидна од досега презентираното, но таа, за жал, се досега во еден поцелостен вид не е презентирана на нашата јавност. Макар за сега само фрагментарно представени, стиховите на младиот Караманов сведочат не само за неговото вонредно познавање на напредната светска поезија и литература, туку и за неговата голема поетска сензибилност, нежност и одзивчивост, за онаа се прониклива поетска дарба, што е голема реткост и големо достоинство. Стиховите на Караманов, тоа беа творби на едно мало 15-годишно, 16-годишно дете, кој созреваше рано, забрзано, наврапито во виорот на војната и револуцијата. Онака како што Рембо ги поздравуваше париските комунари, и Караманов така го повикуваше ветерот да ја запее Марселјезата, ја повикуваше малата ластовица да го однесе на своите крилја во црната поробена Африка и се обраќаше на бурата, тој најчест символ во неговата лирика, да го пренесе на своите немирни бранови на барикадите, каде што се одигруваше големата решавачката битка за еднината на неговиот народ и неговата татковина. Кога еден ден поцелосно ќе бидат објавени стиховите што Караманов неуморно ги пишуваше низ сиот свој прекраток живот, се до последните недели и денови поминати во редовите на партизанските единици, сигурно е дека представата за него ќе биде заокружена. Но и до тој момент, обновувајќи го сеќавањето за него,
Не можеме да не искажеме предпоставката дека зад неговата херојска смрт остана јарко наслутување на еден необичен творечки развој, на една голема поетска дарба, чиишто димензии тешко може да бидат докрај согледани. Дотолку се чинат големи, отворени и непроценливи. Другар Камберски, вие бевте сведок на последните денови од животот на Ацо Караманов. Вие го познававте од неговите партизански денови, како комесар на батальон на 13-та бригада, во која Ацо Караманов беше борец. И по стек на околностите вие се навоѓавте покрај него, со него и учествувавте и во последната борба во која Ацо Караманов загина. Ве молам да ни кажете нешто за ликот на тој млад поет и борец и за тие последни часови од неговиот живот. Ацо Караманов е еден од оние многумина млади борци кои во август 1944 година, веднаш после историското заседание на АСНОМ, нагрна, така да речем, на Плячковица, за да ги пополнат веќе разречените редови на 4-та бригада. Дојде заедно со сите и со ништо не се одликуваше од другите. Во мојот четен бележник влезе под името Ацо Караманов, роден во град Радовиш. И никој не знаеше дека тој, мислам од нас постарите, дека е поет, зашто тој со ништо не манифестираше во првите денови такви некои нешта. Дури нешто подоцна разбрав дека е тој и поет. Беше молчалив. Много ретко можеше човек со него да влезе во контакти на некои секојдневни разговори. Меѓутоа, за разлика од тоа, на нашите политички часови, кои што се одржува речиси секојдневно, тој беше доста активен. Поставуваше некои такви интересни прашања, кои, така можам да речем, не збунуваа. Невообичаени. Невообичаени. Мене ме беше јасно зашто е тоа, зашто во тие негови такви први денови и во моите први денови во партизани, јас исто така поставав такви некои, така сега да ги наречам, левичарски прашања. Например, какви? Во тоа време на Плячковица дојдоа така еден двајца бивши кметови, бугарски. Да, тој ги познаваше, веројатно лично нив, зашто беа од таа негова околија, Радовишка, Штипска и така натаму. И прашуваше како, дали нашата борба може да прими и такви луѓе во своите редови. Јасно дека непријателски кметови не можеме да примеме, тие на време беа уште ликвидирани или после тоа се најдоа во затвор и така натаму. Меѓутоа имаше кметови кои соработуваа со нашата партија, со нашата НОБ, па во секој случај ним им беше и местото да доаѓаат овде. Но тој веројатно тие работи не ги знаеше, па онда јасно дека поставуваше и такви некои прашања. Но доста брзо се разбрахме по тие работи. Меѓутоа тоа од потоа имав впечаток дека
gori od želba da što poskoro биде меѓу оние првите што ќе влезат во борба, што ќе отидат на стража, што ќе јуришат. Како да сакаше своите поетски јуриши, своето огнено перо да ги замени со огнот на пушката. А така се случи да бев присутен во неколку борби со него во кои се држеше доста смело и бестрашно. За среќа во тие борби не беше ни ранет, нити загина, јасно. Меѓутоа, помина време, месец, два, четвртата бригада прерасна во многу други бригади, така да речем, нали, се формираше 13-та македонска дарно-осветителна бригада, каде што јас исто така преминав како комесар на батальон, а по некоја случајност, како да речем, и тој беше во тие редови на таа бригада, во тој батальон. Загина на просторот помеѓу село Владимирово и град Берово. Тоа беше една октомвриска ноќ, ведра, полна со звезди, со месечина. Ја прегазивме брегалница доста надојдена, па така со мокри алишта и со джвркави кондори. Јуришавме на некои германски бункери кои што беа тука на тие височините пред Берово. Право тие германски бункери го обезбедува повлекувањето на дел од армијата на генерал Лер и во таа насока. Ние скоро секоја вечер ги напаѓавме тие бункери, ги бркавме германците, пошто тие ноќно време тешко прифаќаа борба и често пати остапува со доста ранени, со загуби и така натаму. Се случи нешто спротивно на претходните вечери, така да бидејќи се навогеше Ацо во тие првите јуришници, беше ранет во коленото, падна, некои другари го прихватија, го извлекоа од огнот. Меѓутоа, нашиот јуриш спласна затоа што германските напади беа доста силни и брго моравме да отстапуваме. Така да во тоа отстапување тој остана тамо некаде засолнет и кога се вративме за да го кренеме, пред нас до него стаса германците и тој беше мртов. Германците уступија на нашиот притисок, меѓутоа неговото тело беше избодено од бајонети и целиот беше, така да речем, искасапен. На тоа место беше и погребан, а дури потоа јасно дека ево тука пренесен во една гробница. Сега да речем дека во моите спомени тој младич остана вечито млад, затоа што на 18 години го пресретна смртта и не му дозволи да старее. Така загина млад, па покрај своето име забележа, како што е поет, забележа дека е борец и дека е револуционер. Се наоѓаме во градскиот парк, во истиот оној амбиент каде што на времето Аца Карманов толку често шеташе, разговараше со своите другари, дури ги одржуваше и скоевските состаноци, тука ги составуваше и своите песни и изборуваше со еден голем идеализам за иднината. Тука е Божо Сафрониевски, еден од блиските другари на Ацо Караманов во годините 1942 и 1943. Божо, ти го познаваше Караманов, нали? Го познавам. Тука дури, токму овде некаде, имаше една тетрадка Врака и ми читаше стихови, од кои на многу интересна стихотворба, револуционерна во тоа време. Тој сега поет ја држеше тетрадката Врака и гледајќи од време на време да не најде окупаторска полиција, агенти и така натаму, ми велеше со рака малку вака, шарајќи по воздухот, револуционерно, но здржано.
Jaz сакам да станам поет динамит, поет на борба, да со рафал во душа, да устремен напред во внутрешниот ден, со душа прекалена во тешки борби во кои само љубов те кон роб татни. Затоа те љубам само тебе, о бурна борбо, о вриежу силен, во твоите пазови нека ме закопаат мене, синот и поетот, огромник на трудот. Јас сакам да станам поет на трудот и зад барикадите со пролет во душата да пеам развиорен со пушка в раце. И огнот во злите утроби на бедата да стане барут на мојот стих и вихор буен на моите мечти. Јас сакам да станам поет работник со песна груба како плускавиците на мој враце, со моќен пламен на срцето, во него да пее копнежот велик и нашиот устрем цврст како челик. Јас сакам да станам поет динамит, со јарост во градите, со пролет во мечтите, слободен и силен и за борби жеден, буен, бестрашен, со глас бојна труба. Јас сакам да станам поет на трудот, на песната груба. Затоа те љубам само тебе, о бурна борбо, о вриежу силен. Во твоите пазови нека ме погребат мене, синот и поетот, огненик на трудот. И на барикади моćни кога ќе станам, среде дожд, куршум и сред јаросен дим, под јаркото сонце, ќе пеам среќа. И во мене денес љубов безмерна ечи, во бурната борба, во вриежот тој, срцево денес нека ми биде пламен рафал, душата бура, а рацете меч. И рече дека таа песна прв пат ми ја чита мене од кога ја напишал. Ми беше драго. Тоа беше во ракопис, не? По ракопис беше, да. На тетрадка школска, уште како ученик беше. И други песни ми читаше. Не се сеќавам многу за другите, меѓутоа, кога би помислил вака малку, би се подсетили на нив. Сите провејуваа со дух на борба, на стремеж кон иднината, кон љубов, за љубов кон народот свој, кон татковината и така натаму. Он беше под големо влијание на Смирненски. Ние така и се запознавме. Смирненски, Вапцаров, Мајаковски. Читавме Джек Лондон книги, как се вие, Отравен, не знам, там прогресивни книги од Горки и така натаму се знае кои се тие одлично. И така бевме многу драги и пријатели, вака се згоци, се сретнавме многу со голема почит и љубов еден кон други, вака се однесувавме, се ги почитувавме своите. Дури една песна и јас мала под негово влијание напишав тогаш вака, кога беше бомбардирано Скопје, па ми укажа тој вака. Тој ни беше еден вид учител, Учител, да, на сите. многу беше луциден, ерудитивен и така. Да, вика, бомби безбројни летаат и пиштат и го свират страшниот марш на смртта, нели она мотористика на стихот од Мајаковски и така натаму, тоа беше модерно тогаш. Мајаковски беше еден од најсаканите. Од најсаканите негови поети, да, точно. Ти мало дете на големата црна улица. Ти на кој болките ги осушија градите. Ти со душа што никогаш не испила ни капка од чашата на радоста. Од твоите очи полни со сината тишина изира топлина на погледот и прикажува за страдањата твои. И прикажува за животот твој исполнет со глад и самотност. А дете си, тоа го знаеме сите. Само забораваме дека си ги преживувало мачните години на разделбата од родителите своји. Годините кога големата црна улица те стиснала на своите студени гради, па и сега си со неа. О, мало дете на големата црна улица, чекориш до ноќта да дојде. Самуваш. И сестра ти е само
jedna ptica. Pod nego ostana denot, kako razpjanite pertog za modrite gulavi. Kako razdiženo to pčenkino zrno. Pod nego se izgubi zemlja ta. A bija samo to i nebo to i sonce to.